Благодарам. Со колегата Снопче дебатиравме и на Комисијата за финансирање и буџет на темата ребаланс, но еве последна временска дистанца. Колегата Снопче се јави за говори на пленарната седница. Имаше еден добар дел од дискусијата на кој што ако му направиме паралела, па можем од тука да кажем и дека се согласувам, а тоа е по однос на прашањата или повиците владата, или поставуваше прашања до владата, каде ги троши парите, на кои проекти ги троши, околу долгот, кој ќе го плаќа долгот. Сега би го прашала колегата Снопче дали можеме исти овие прашања да ги поставиме и на еден градоначалник кој што ја води општината. Па во таа паралела би го поставила сега можеби едно од најактуелните прашања кои што се однесуваат на општина Гостивар, нашата општина, која што за жал стана актуелна деновиве, но не по многу драга тема, која што не сакаме да ја политизираме, не сакаме пред време во никого да впериме прст, но еве да прашаме каде отишле оние пари кои што биле дадени како долг, како заем за општина Гостивар пред 5 и повеќе години, замислите, во износ од 7.132.000 евра, а истите биле за изградба на резервоари со поголем капацитет, крајна цел поефикасно водоснабдување и намалување на загубите на вода, и тоа што нас најмногу не интересира, бидејќи најмногу за тоа се расправавме на комисијата, и за покрај градското подрачје и селата Здуње, Дебреше, Чајле, Форино, Чегране, Горна и Долна Банјица, Беловиште, Балиндол, Стар Балиндол, како и населбата Циглана, Фазанерија, 7 и 8 зона. Еве, колега Снопче, јас и вие како пратеници од градот Гостивар, може би треба во ова актуелно време за Гостивар, токму на ова прашање да му најдеме одговор, а под прашање би било дали ако ова се реализираше, јас сум сигурна дека сега Валбон Лимани плаќа долгови за овој нереализиран проект, дали доколку истиот се реализираше според договореното, ние сега во Гостивар ќе имавме оваа мака. И затоа, како гостиварчани, ја зборуваме за ребаланс, добро ќе беше да кажете за интензивитетот на градбата на автопатите од Гостивар до Тетово, од Гостивар до Букојчани, но исто така ме испровоцира и вашиот последен пост на социјалните мрежи, каде што прашувате кој бил етничкиот состав на некои на луѓе кои што ќе се вработеле во ЕЛЕМ Гостивар. Да бидам како вас, ќе ве прашам да кажете овде јавно етнички состав на вработени во општина Гостивар, во Комуналец, во Паркинзи. Но јас ќе ве прашам како универзитетски професор, дали можеби повеќе не сте заинтересирани за квалификациите на оние кои што се кандидирале за овие вработувања? Благодарам.